Како за Божик водосвет е неопходен и во текот на Великденскиот пост. Водата како материјален елемент со широка употреба и богата символика, поврзана со животот и без неа нема живот. Таа која го уништува старото и создава новото, таа чисти, па затоа се употребува во сите ритуали за очистување и осветување на луѓето. Библијата изобилува со настани каде што тајната на човековото спасение е поврзано со водата, како што е потопот, минувањето преку Црвеното море, карпата со вода во пустината Синај, реката Јордан и други. Преку крштевањето на Јордан, Господ Исус Христос ја осветил природата на водите и им заповедал на своите следбеници да ја користат водата за крштевање. Има неколку видови на водосвет. Големиот водосвет се врши 2 пати годишно, во пресрет и на празникот Богојавление. Малиот водосвет во домот може да се направи било кога, но особено во времето на 4 големи пости – Великденски, Петрови, Богородични и Божикни, или за време на домашните слави. Пред да дојде свештеникот во домот, домаќинот треба претходно на масата да има чист чаршав, длабока чинија со чиста вода, свекник за свеќа, канделце со жар и лист со имињата на домашните кои живеат во домот и имињата на оние кои се болни. Во текот на големата молитва, свештеникот се моли да дојде Светиот Дух и да ја освети водата, да даде сила за очистување, за лекување на душата и телото, за изгонување на секоја демонска сила, за да се даде благодат за избавување и благосостојување на водата од реката Јордан, за помош и заштита, за просветување со духовна светлина. По осветувањето, водата се собира во шиши или некој друг чист сад и се користи по потреба, а може и секојдневно да се пие помалку од неа, за да се искористи во текот на една година. Светата вода има голема сила, кога се прима со вера и доверба во Бог, но и нашиот христијански живот. Се пие наутро, после нашите молитви. Најпрво парчето нафора, па потоа се пие помалку света вода. Да не се заборави постот во среда и петок, како и 4 големи пости, кои служат за очистување на душата и телото, молитвите и читањето на Светото Писмо секојдневно, како и исповедта. Практикувајќи го сето ова, потпомогнати од благодатта на светата вода, човекот се подготвува за причестување со телото и крвта Христови на празникот Воскресение Христово. Ете затоа се врши водосвет во текот на постот.